Ако го гледаме од небо, имаме впечаток дека може да го собере во шише. Париз е мал град во споредба со другите европски престолнини. Неговиот диаметар изнесува 35 километри и ни треба околу 2 часа да го минеме пеш од север до југ. Мал град, но со споменици што се познати на 4 страни од светот. Да ја земеме за пример Ајфеловата кула. Тоа е едно од најпосетуваните места во светот со 6 милиони посетители годишно, од кои 86% се странци. Да, и французите си ја сакаат Ајфеловата кула повеќе од се, ама ретко се искачуваат на неа. А знаат ли дека нивниот најсакан споменик изграден во 1889 за светската изложба во чест на 100 годишнината од Француската револуција требало да биде урнат за 20 години? Ако не се реализирала идејата да се инсталира радиоантена на незиниот врв во 1906, таа би била едноставно уништена. Денес би предизвикало скандал и обична идеја за поместување само на еден шраф од 2 милиона и 100.000 колку што ги има вкупно. Не само што преживеа, туку таа стана символ на француската престолнина. Спроти неа палатата Трокадеро е огромно здание со строги и импозантни фасади, типични за 30-тите години. Во неа се сместени музеот на човекот, поморскиот музеј, театарската сала, фондацијата за архитектура и културно наследство и музеот на француските споменици. Од предплоштадот на правата на човекот се отвора прекрасна перспектива што нуди поглед кој започнува од фонтаната Варшава, со неодоливите водни топови преку Шам де Марс и завршува во далечините до војното училиште. Ја оставаме зад себе Ефеловата кула и продолжуваме по мирните меандри на Сена, за да дојдеме до срцето на градот. Ил де ла Сите, лулката на Париз, кога тој се уште се викал Лутеција. Изградбата на бисерот на готичката уметност, Богородичната црква, почнала во 1160-та за време на владењето на Луј VII, а завршила 170 години подоцна во 1330-та во време на кралот Шарл V. На централниот портал, посветен на последниот суд, бдеат 28 на кралеви од Јудеја. Овие статуи се копии, оригиналните биле уништени за време на Француската револуција во 1789-та, затоа што револуционерите мислеле дека се работи за кралеви на Франција. Во горниот дел на зданието огромните одводи живеат во мир со апостолите. Еден од нив ни врти грб. Тој е Свети Томас со црти на Виолет Ледик, големиот архитект кој кон крајот на 19 век ја реконструира катедралата уништена од забот на времето. Виктор Иго, кој страстно е сакал Богородичната црква и зборувал за неа како за море од камења, активно учествувал во незината ренесанса, претворајќи ја во главен лик во својот роман Звонарот од Богородичната црква во Париз. Големиот поет и Виолет Ледик учествуваат и во финансиската конструкција за реставрација на катедралата. Поради нежната и очигледна лежерност на слодовито од апсидалната страна, Богородичната црква личи како да е дело на мајстор за тантели.
Po Paris символот и историскиот Париз, еве кој Париз музеот. Лувр е најширокото париско здание, но во исто време и најголем музеј во светот. Тврдината, поточно палатата на француските кралеви, е претворена во музеј. Огромниот комплекс што го сочинува музејот е наречен палатата на големиот Лувр. Зданието хармонично ги усогласило архитектонските стилови од сите епохи: Ренесанс, класицизам, Прва и Втора империја, како и современата архитектура во облик на пирамида од стакло што е изградил кинескиот архитект Лео Мингпеј. Таа се наоѓа во географскиот центар на дворот на Наполеон и околу неа се наоѓаат 7 базени кои потсетуваат на универзумот на Ленотер, креаторот на градината Тилери и градините во Версаи. Пирамидата е висока 22 метра и е направена од метална арматура и големи коцки изработени од оптичко стакло, нежно како кристал. Оваа ултрамодерна конструкција е исто така и начин да се покаже врската со минатото, затоа што според обликот потсетува на пирамидите од Гиза во Египет. Во срцето на големиот Лувр се поставени величествени колекции што се собираат веќе 5 века и ни го покажуваат развојот на уметничката мисла, низ цивилизациите и низ вековите, уште од антиката, па до 1850 година. Меѓу најпознатите изложени ремек дела се Джоконда на Леонардо да Винчи, Победа од Самотраке, Венера од Мило, сликата на Наполеон од Давид. Овде има уметност за сеч и вкус. Од 250.000 уметнички дела што ги поседува Лувр, само 35.000 се изложени. Во длабочина на широкиот простор на Лувр, а во правец на градината Тилери се издига триумфалната капија Карусел. Таа е изградена меѓу 1806 и 1809 по наредба на императорот Наполеон I, а во чест на големата армија по победата кај Аустерлиц на 2 декември 1805. Најнапред, во горниот дел се наоѓала воколката донесена од плоштадот Свети Марко од Венеција, но по падот на империјата таа е заменета со копија. Триумфалната капија Карусел е свртена кон најшироката и најстарата париска градина Тилери. Овде се шетале Робеспиер, Марија Антуанета, Виктор Иго, Шопен и Верлен. Проектирани од Ленотер, крај широките патеки во градината Тилери се поставени многобројни дела, како што се статуите на Мајол. Од градината Тилери шетачот може да ужива во еден од најубавите погледи во светот, плоштадот Конкорд, авенијата на Елисеиските полиња и во далечината се гледа триумфалната капија. Плоштадот Конкорд е најголемиот француски плоштад, но без сомнение најубавиот. Во средината се издига обелискот од Луксор. Подарокот за Франција од вице-кралот на Египет Мехмет Али лично го избрал славниот француски египтолог Шамполион, кој што е открил тајната на хиероглифите. Но ваквата убавина не смее да не заслепи и да заборавиме дека Конкорд е место на револуционерниот Париз, бесниот Париз. Имено овде била наместена гилотината за време на револуцијата и овде биле екзекутирани меѓу другите и кралот Луј XVI и неговата сопруга Марија Антуанета. Кон крајот од улицата Ројал, на чија адреса е сместен познатиот ресторан Максимс, се наоѓа црквата Мадлен, која што личи на антички храм поради коринтските столбови.
Незината фасада послужила како модел за фасадата на Националното собрание на левиот брег на Сена, каде што се вее сино бело-црвеното знаме, кое го замени знамето со лилија од 17. јули 1789. Француските пратеници овде се наоѓаат под заштита на антиката и античките јунаци, но и на скулптурите на некои од најголемите реформатори и политичари од историјата на Франција. Овде ќе ги видиме скулптурите на Сили, министер на Анти IV и Колберт, министер на Луи XIV. Овде, под куполата што ја осветлуваат 1000 светилки од црквата Свети Луи, почива императорот Наполеон I. Неговите посмртни останки биле донесени од далечната Света Елена во 1840. Во внатрешниот дел на зданието, триумфално наредените топови, кои што големата армија ги запленила од прусите, подсетува на победите на императорот и остават впечаток како да го чуваат неговиот гроб. Од кралскиот и империјален Париз до Паризот 1900-та не двојат само неколку чекори. Изграден во чест на царот на сите руси, мостот Александар III се наоѓа во продолжение на широкиот простор пред зданието Инвалид. Од другата страна се наоѓа Гран Пале, ремек дело на модерната архитектура од почетокот на 20 век, кој како и мостот е изграден за светската изложба од 1900-та. Триумфалната капија што е изградил Шарл Грен по желба на Наполеон е споменик во слава на војската и незините победи. Наполеон I никогаш не го видел завршен својот споменик, затоа што работите што почнале во 1806-та завршиле во 1836-та, 16 години по неговата смрт. На плоштадот Шарл де Гол се наоѓа првиот кружен тек во историјата. Ако го погледнеме од небо, подобро може да го разбереме неговото некогашно име – плоштад над звездата. 12 авении што тргнуваат од него ги носат имињата на генералите и на големите битки на Наполеон. Фридленд, Ваграм, Јена, Марсо, Карно. Сите тие формираат звезда околу капијата. Tombeau du soldat inconnu. Celui qui repose ici fut désigné au hasard du lendemain. Гробот на незнајниот јунак се работи за војник кој го дал својот живот во текот на големата војна од 1914 до 1918. Дали јунакот што почива под оваа плоча е французин, германец или сенегалски пешак, никој не знае. Едно е сигурно, од 11 ноември 1923 секој се наоѓа некоја организација на поранешни војници кои доаѓаат секоја вечер точно во 18 часот и 30 минути да го запалат огнот на незнајниот јунак. Како било говор е излишен пред гробот.